Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Драги гледачи, добро утро и ово утро од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Ја следите утринската програма и верувам дека и ово утро ќе се дружиме со содржините кои сме ги приготвиле за вас. Уште еднаш поздрав од мене и од нашиот техничар Драгослав Митодиев. Денеска сме 16 ноември, еве неколку сервисни информации. Сонцето изгрие во 6 часот и 22 минути, а ќе зајде во 16 часот и 11 минути. 320 ден во годината. Полека се ближиме и кон крајот нова календарска година. Што се однесува до временската ситуација, еве за денеска што е прогнозирано. Предпладне умерено до значително облачно, поделни котлини со појава на слаба магла. Попладне облачноста делумно ќе се намали и ќе превладува умерено облачно време. Посончево во источните делови ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. И навистина денеска над Кавадарци е облачно, магловито. Според прогнозата, во западните делови температурата ќе се движи од 2 до 8 степени, во северните делови од 7 до 13, во југоисточниот дел од 1 до 11, односно 9 до 15, во централниот дел од 4 до 14 степени. Како е да е, се уште се овие денови пријатни и да ги искористиме за наше добро. Како и секое утро, почитувани гледачи, бидејќи оваа програма е христијанска, ќе се помолиме. Господи и Боже наш, Ти благодариме што ни подари уште еден ден, те молиме да Твојата силна рака денес биде со нас, да не чуваш на сите наши патишта. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. Драги пријатели, се радувам што можеме и денеска да другаруваме. И на почетокот би сакал да ја проследиме утринската порака, која наоѓаме во Евангелието според Матеја, 7 глава, 16 и 17 текст. Вистински и лажни будења. Така е насловот на утринската порака. Текстот вели: ке ги препознаете по нивните плодови. Се берели грози од трње или смокви од чичка. Така секое добро дрво раѓа добри плодови, а лошото дрво раѓа лоши плодови. Пред Бог да ги излие своите судови на светот меѓу неговиот народ, ќе се појави такво будење на вистинска побожност, какво што не се видело од времето на апостолите. Врз Божите деца ќе се излие неговиот дух и неговата сила. Во тоа време мнозина ќе ги напуштат црквите во кои љубовта кон светот го зазела местото на љубовта кон Бога и кон неговото слово. Многу проповедници, верници со радост ќе ги прифатат оние големи вистини што ќе ги даде Бог да се објавуваат во тоа време, за да го приготват народот за второто Господово доаѓање. Непријателот на душите ќе сака да го спречи ова дело и пред да настапи времето на тоа движење, ќе се обиде да го осуети со подигање на своји лажни движења. Во оние цркви во кои сатаната ќе може да ја покажува својата лажна моќ, ќе предизвика уверување дека врз нив е излиен посебен Божи благослов. Во нив ќе се покаже големо религиозно будење. Секаде каде што се занемарени сведоштвата на Библијата и ќе даде што се презентираат јасни вистини, каде што бараат самооткажување и одвојување од светот,
можеме да бидеме сигурни дека тука Бог нема да даде свој благослов. Погрешното сваќање за карактерот, за треењето и за задолжителноста на Божиот закон довело до заблуда во врска со преобраќањето и посетувањето, а тоа е и причината за ниската култура. Овде лежи тајната зашто во будењата на нашето време недостига дух и Божја сила. Единствено ако на Божиот закон му се врати неговото вистинско место, ќе настане будење на првобитната вера и на вистинската побожност меѓу они што се смета дека се Божи народ. Вака вели Господ, застанете на некогашните патишта, распрашајте се за вистинските патики, кој пат води кон небото, па појдете по него и ќе најдете спокојство за своите души. Почитувани гледачи, во овој текст видовме дека навистина Бог не предупредува. Во последно време ќе се појават лажни будења. Што значи тоа лажни будења? Тоа е движење или ќе се појават луѓе со екстремни идеи. Всушност, тие ќе проповедат нешто, а во животот тоа не го живеат. Односно, ќе извртуват библиската изворна наука. И затоа овде евангелистот Матеј не предупредува како да ги препознаеме таквите луѓе. По плодовите вели ќе ги препознаете. Се берели така секое добро дрво раѓа добри плодови, а лошото дрво раѓа лоши плодови. Што значи, ако е некоја овошка како цреша, треба да береме цреши, од јаболко јаболки. Така да пред Бога ќе се појават такви учители кои ќе проповедат екстремни науки, екстремно тумачење со цел да го заплаши човекот или народот. Затоа наше е трезвено се што слушаме, се што гледаме, се што читаме, да помене низ призмата на Библијата, на Светото Писмо. Овде лежи тајната зашто во будењето на нашето време недостига дух и Божја сила. Таквите учители тоа ќе го прават со своја сила или со она лажна сила, со силата на сатаната. Единствено ако на Божиот закон му се врати неговото вистинско место, ќе настане будење и првобитната вера и на вистинска побожност меѓу они што се смета дека се Божи народ. Вака вели Господ, застанете на некогашните патишта и распрашајте се за исконските патики. Друг превод вели за старите патеки. Кој пат води кон добро, па појдете по него и ќе најдете спокојство за своите души. Нека навистина и денес Господ ни помогне во овој ден. Ако наидеме на науки, на учители кои се спротивни на Библијата, да ги отстраниме, да ги отфрлиме и да се држиме за оној кој рекол јас сум пат, вистина и живот, а тој е нашиот Спасител Исус Христос. Нека Господ и во овој ден не благослови, нека не води и нека не чува од сите такви лажни учители. Продолжуваме сега со една христијанска песна. Јас со вера гледам на тој груби стар крст, љубов милост што ни открива. Да на него Исус беше срамно распнат, да ме избави од грех и зло. Колку драг ми е тој стар крст, ни цел живот ке го ценам јас. Како замена за тој стар крст, Исус круна ке ми подари. Со крв
čo grupira pa, no i tako kňaz Boce nám zná. Na nego ja gledam, ta Božja ljubov, što za večnost pa mi otvora. Kolku drag mi je tvoj star kraj, ni cel život je Goce nam ja. Kako zamena za tvoj star kraj, Isus kruna ke mi podari, Isus kruna ke mi podari. Srdečen pozdrav до сите вас, почитувани гледачи кои сега се вклучувате во нашата програма, што ја следите во вашите домови. Се надевам дека и денес имаме голем благослов од Господа. Во продолжение размислуваме за молитвата. Зошто ни е потребна молитвата? Молитвата е потребна за секој човек, за секој христијанин. Повик до сите вас кои имате ваши, можеби, лични искуства со молитвата, да ги споделите со нас, пишете ни на нашата адреса, што може да ја прочитате, јавете се со ваши сугестии, со ваши совети, предлози како да ја подобриме ова наша утринска програма. Зошто ни е потребна молитвата? Ако имате потреба за вас да се молиме јавно, повелете, напишите ги вашите потреби, а ние во утрешната емисија ќе се молиме на Господа. Предимство да се молиме. Каква предност ни дал Бог, драги гледачи, да имаме жива, директна комуникација со небото. Бог ни зборува преку природата и преку откровението, преку своето провидение и преку влијанието на својот дух. Но исто тоа не е доволно. И затоа Господ нашол нов начин како да ни се открие, а тоа е преку молитвата. За духовно да живееме и да имаме духовна сила, мора да одржуваме вистинска врска со нашиот небесен Отец. Нашите мисли може да се занимаваат со Него, ние можеме едноставно да комуницираме со небото, односно со Господа. Молитвата е отварање на срцето пред Бога, како пријател. Како што ние со некој наш пријател се отвараме, разговараме отворено, директно, и со така молитвата ни ја дава таа предност, почитувани гледачи. Не затоа што би било неопходно да му откриеме што сме, туку да се оспособиме себе си да го примиме. Молитвата не го спушта Бога кај нас, туку нас не издигнува кон Него. Кога бил на земјата, Исус своите ученици ги учел како да се молат. Тој ги упатувал сите своји секојдневни потреби да му ги изнесат на Бога, сите своји грижи да ги стават пред Него. Ветувањето што им го дал ним, дека молитвите ќе им бидат примени, ни го дал и нам. Значи, истата предност имаме и ние, како што Исус им кажувал на своите ученици. И сам Исус, додека престојувал меѓу луѓето, често одел на молитва. Нашиот Спасител се изедначил со нас во нашите потреби и слабости и со тоа станал понизен и сесреден молител, кој од својот Отец бара нова сила за да може да продолжи понатаму, оспособен и за должноста и за искушението. Тој наш пример во се. Тој брат во нашите слабости, искушуван во се како и ние, но како безгрешен се гнасел од гревот. Тој претрпел душевни борби и страдања во светот полн со грев. Како човек, молитвата ја сметал за своја потреба и за своје предимство. Гледате, драги гледачи, Исус молитвата е сметал за потреба и за предност. А колку сме ние по-слаби, колку сме ние погрешни, колку нам ни е молитвата потребна во нашиот секојдневен живот. Тој во разговорот со својот Отец
наоѓал утеха и радост. Значи, ако Спасителот на луѓето, Божиот Син, чувствувал потреба од молитва, колку повеќе слабите и грешни смртници би морале да бидат свесни за необходноста од сесредна постојана молитва. Затоа постојано ние зборуваме и напоменуваме дека молитвата е потребна во нашиот секојдневен живот. Исус се молил и наутро, напладне, навечер, постојано, зашто имал потреба да комуницира со својот Отец додека бил во тело. Исус е Бог, но тој се отелотворил за да се доближи до човекот. Но кога бил како човек 33 години на оваа земја, тој зависел од Отецот. Тој зависел од службата на ангелите кои обувале да го чуваат додека живел на оваа земја. Исус не ја искористил ниту еднаш својата небесна сила или Божја сила во своја одбрана. Тој својата Божја сила, како Бог ја користил само во полза на човекот, кога лечел, кога воскреснувал, кога правил чуда. Меѓутоа, и тој се замарал, и тој се потел, и тој бил гладен, и тој жалел, и тој плачел, како и ние луѓето, зашто тој сакал да ја почувствува човечката природа, и тој како човек живел на оваа земја, и тој го дал својот живот за нас и за мене. Но после, кога воскреснал, тој се вратил повторно горе на небото, и тој сега се подготвува да дојде по втор пат. И затоа христијаните го очекуваат второто Христово доаѓање. Да се навратиме уште на неколку мисли за молитвата. Нашиот небесен Отец чека да го излее врз нас изобилството своји благослови. Наше предимство е што можеме обилно да пиеме од изворот на бескрајната љубов. Зар тогаш не е чудо што толку малку се молиме? Бог е готов и страдан да чуе искрена молитва од своето најскромно дете, но сепак е очигледно дека ние се притеснуваме да му ги изнесеме нашите потреби. Што може да мислат небесните ангели за бедните безпомошни човечки суштества кои се соочуваат со искушенија за суштествата спрема кои Божето срце чувствува безгранична љубов и готово да им подари повеќе отколку што би можеле да бараат и да замислат, а кои толку малку се молат и има толку малку вера. Гледате, проблемот е кај нас, почитувани пријатели. Ние не ја користиме молитвата како што треба. Небото ни е отворено. Сите небесни благослови ни стојат на располагање, вели овде текстот. Но зависи од нас колку ни ја користиме, колку го користиме како предимство ова средство за комуникација. На ангелите не им мило да се кланјат, на ангелите им е мило да се кланјат пред Бога. Тие сакаат да бидат близу до Него. Разговорот со Бога тие го сметаат за своја најголема радост. А сепак синовите на оваа земја, на кои толку им е потребна помош, што може да им ја даде само Бог, изгледаат задоволни со она што го имаат, да живеат сами без Бога. Сатанската темнина ги обвива они што ја занемаруваат молитвата. Ова реченица ќе ја повторам, драги гледачи, зашто е многу важна. Сатанска темнина ги обвива они што ја занемаруваат молитвата. Тоа е како војник да оди на бојното поле без оружје, без шлем, без заштитна опрема, без чизми и така натаму. Значи, и ние сме во ова бојно поле на оваа земја. Ако не ја користиме молитвата како заштитно средство, ќе бидеме лес плен на ѓаволот. Непријателот со шепот ги искушува, наведувајќи ги на грев, само затоа што не се служат со предимството што им го дал Бог со божествената установа на молитвата. Зошто Божите синови и ќерки би се колебале да се молат кога молитвата е клуч во рацете на верата, кој ги отвара небесните ризници во кои се чуваат неизмерни резерви на всеможниот. Ако не се молиме непрестајно и ако не бдееме, ќе се изложиме на опасност да станеме немарни и да скршнеме од вистинскиот пат. Затоа, почитувани гледачи, ова порака утринска е токму на време дојдена. Да ја користиме молитвата постојано во нашиот секојдневен живот. Противникот постојано се труди да ни го препречи патот кон престолот на милоста, за да не добиеме со сесредна молитва и со вера милост да му се спротивставиме на искушението. Затоа, ајде денеска повеќе да се молиме, да ставиме молитвата во свој дневен распоред. Наутро,
napladne, na večer. Постојано ние може да бидеме во мисла со Господа. Постојат одредени услови што мораме да ги исполниме ако сакаме Бог да ги чуе нашите молитви и да ги прими. Еден од условите е да станеме свесни дека ни е потребна неговата помош. Значи, кога ние се молиме, ние се препорачуваме на Бога. И тогаш признаваме дека не можеме сами, дека Господ ни е потребен. Понатаму да имаме чврста вера. Исто така е услов за услишување на нашата молитва. Со вера да бараме и на крајот да оставиме Бог да процени кога ќе услиши твојата и мојата молитва. Нека Господ ни помогне денеска да навистина ова предимство за молитвата да го користиме во нашиот секојдневен живот. Сакам во прилика, почитувани гледачи, да ви понудам бесплатно Свето писмо. Значи, сите вие кои сакате, а немате Библија, Свето писмо, слободно пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја достават на ваша домашна адреса. Стари и Нови Завет, Библијата е бесплатна, имаме уште неколку примероци. Сите вие кои први ќе се јавите, ќе ја добиете ова прекрасна книга, Свето писмо, Божја книга, која е потребна секој христијанин да има во својот дом. Овде има многу информации, многу настани за молитвата, а ќе ја најдете и она Исусова молитва која кажал Татко наш, која е запишана во Евангелието според Матија 6 глава од 9 стих. Продолжуваме со уште една песна и потоа повторно се враќаме во нашето студио. Дали чекаш и стражариш, брате? Дали спремен си во секој час? Тој ќе дојде и нас ќе не земе. Ти дали ќе бидеш со нас? И секе се сруши тој ден, тој ново ке создаде се, со ангели ке сме тој час, Исусо си ке нас. Дали некого учиш за него, дека тој ќе не посети нас. Исус ќе дојде за да не земе, се ближи тој славен час. И секе се сруши тој ден, тој ново ке создаде се, со ангели ке сме тој час, Исусо си ке нас. Се враќаме повторно во нашата програма, почитувани гледачи. Би сакал да ви се заблагодарам на сите на сета ваша поддршка што ја пишувате овде во четот во нашата програма. Имаме една потреба за молитва. Господи од Кавадарци има потреба од молитва. Јас во овој миг ќе се помолам за неја
и за вас koji може би не сте ги напишали вашите потреби, но имате проблеми со здравје, со ваши планови, со нешто што не вред во вашиот живот, а сакате да му го кажете на Господа. Господи Боже наш, во овој миг ние се молиме за сите потреби на многу луѓе, посебно сега на ова наша гледачка од Кавадарци која има потреба за здравје. Ти, Господе, знаеш го низиниот живот и низините потреби здравствени, затоа ја препорачуваме во Твои раце, Ти да ја чуваш, да ја благословиш и да ја излечиш, да ги ублажиш болките кои ги носе во себе и додека трае низината снага да трае низината вера кон Тебе. Благослови ги низините деца, Господе, кои со така имат потреба од здравје, кои не се во Македонија, но Ти знаеш кај се наоѓаат. Затоа и нив ги препорачуваме и ги предаваме во Твои раце и нека биде се според Твојата волја. Тоа Те молиме, Господе, во името Исусово. Амин. Драги пријатели, драги гледачи, се враќаме повторно во нашата емисија. Нашата следна рубрика е животно искуство. Би сакал да споделам едно искуство со сите вас, драги пријатели, а исто така би сакал да ве поканам, ако имате некое ваше искуство лично, да ни го доставите, да го напишете или да се јавите во нашата програма, снимете го вашето искуство, испратете ни го, а ние ќе го објавиме во наредните наши емисии. Денешното искуство носи наслов "Приказна за богатиот човек и земјоделецот". Еден богат човек живеел во својот замок. Значи во некоја своја куќа, таму на некоја периферија. Тој имал се и од се му здодеало. Интересно, се имал и од тоа што го имал му било веќе досадно. И така додека живеел, паднал во некоја депресија, во некое разочарување. Тогаш решил човекот да отиде на пат и да се развесели некако. Ова ме подсетува на изгубениот син од приказката што Исус ја раскажал со двата сина, кога едниот помладиот побарал се од својот татко да му го додели оној дел од имотот, ја зел торбата, се облекол во најдобрите алишта и заминал во белиот свет. Ете и овој човек некако не бил задоволен со оно што го имал, иако имал се, отишол малку да се развесели. Но ништо не помогнало. Тој понатаму бил едноставно тажен. Во еден момент тој застанал да се одмори. Погледнал околу себе и што ќе види? Пред него се простирало поле, а среде полето здогледал земјоделец кој паднал на колена и се молел. Едноставно земјоделецот клечел, ги склопил своите раце и го славил Господа. Се молел на своите колена. Додека еден од неговите волови стоел во браздата, а другиот бил паднат на земја. Значи имал волови кои орале заедно со него, односно тој со воловите, но едниот вол паднал, очигледно се уморил, бил безпомошен, а другиот се уште стоел на своите нозе. Богатиот човек го прашал земјоделецот: "Зошто си му толку благодарен на Бога?" А човекот земјоделец му одговорил: "Ми умре волот." "И затоа се радува што ти умрел волот?" го прашал овој богат човек, сиромавиот, односно земјоделецот. "Јас сум голем грешник, но Господ ми е милостив, ми го зачува животот и ме казни со смртта на волот, затоа и го славам Бога. Го славев Господ кога Он ми ги даде воловите, зарем не го славам и сега кога ми зеде само еден од воловите, слава му." "А како ќе ја обработуваш сега земјата?" само со еден вол го запрашал човекот. "Господ секи си среди", се насмеел земјоделецот. "Гледај колку овој човек е среќен и се смее, иако го изгуби волот, а јас имам толку голем имот и пак не се смеам", си помислил во себе богатиот човек. Тој извлекол неколку златни монети и му рекол на земјоделецот: "Купи си друг вол. Еве, ти ги подарувам овие златни монети. Денес многу научив од тебе. Нели ти реков дека Господ се ќе среди
voskliknal radosno zemjodelecot i povtorno kleknal i počnal da go slavi Boga. A bogatio čovjek se trgnal nastrana i si rekao, ke se vratam doma. Nema da odam ponatamu v ovoj bel svet. Koga se vratil nazad, koga se dobližil do svoj zamok ili svoj dvorec, to je zabeležil deka celio dvorec je obkružen so plamen. Тогаш човекот паднал на колена, ги кренал рацете и воскliknal: Ти благодарам Боже, ти благодарам Боже. А слугите кои биле околу него и едва го дочекале да се врати нивниот господар, едноставно биле зачудени и се чуделе зошто сега нивниот господар благодари кога замокот, кога тој дворец е во пламен. Не чудете се, им објаснил богатиот човек. Не му благодарев на Бога кога тој ми даваше се. Но сега кога тој ми зеде се, јас двојно сум му благодарен. Ете време и за мене да се потрудам со вера во Бога. Тоа ќе ми врати смислата на животот и радоста. Господ се ќе среди. Од ова приказна, поучна, почитувани гледачи, верувам дека пораката е многу јасна. Дали сме ние благодарни на Бога на она што го имаме? Овој богаташ бил неблагодарен. Му досадило да седи дома и да ужива во тоа што го имал. Сакал уште повеќе, а не бил благодарен на Бога да каже фала ти Боже за тоа што го имам. И кога го сретнал овој сиромашен земјоделец, кој му умрел волот и кога го видел како клечи на колена и му благодари на Господа, тоа било поука голема за него. Ајде ние да му бидеме благодарни на Бога за оно што го имаме. Пред се за здравието и за животот. Може немаме некои убави куќи, убави дворци и не сме можеби во онаа група на богаташи, но сепак нешто имаме. А тоа е животот што Господ ни го дава секојдневно. Да му бидеме благодарни секој утро кога ќе станеме на нашите нозе, кога ќе се разбудиме, навечер кога ќе отидеме на починок, да му кажеме фала ти Боже за овој ден. Да не ги учиме лекциите како овој богата што ги научил. Кога го изгубил дворецот, кога го видел во пламен, тек тогаш тој сватил дека треба да му каже на Господа: благодарам Боже за оно што го имам. Господ се ќе среди. Тоа нека биде и наша молитва во овој ден, ден кој е пред нас. Што и да биде, Господ ќе среди. Ова изјава ме подсетува на Аврам, кога требало да го принесе својот син Исак на жртва. И кога жртвата била направена, камењата наредени, дрвета ставени, оганот бил тука, Исак го прашува својот татко: Татко, а каде е жртвата? Со болно срце, иако полно со вера, Аврам кажува: Господ ќе се погрижи, Господ ќе среди. Иако тој немал на видик јагне дека ќе има замена место Исака, но тој знаел дека Господ е кадар да му даде замена за Исака. Но тој го положил својот син на жртвата, на жртвеникот, и ја кренал својата рака да замавне со ножот. И тогаш Господов ангел му ја фаќа раката и вели: доста е време, видовме дека си ти чврст и верен. Ети ти јагне. И навистина Господ ја средил работата. Нека Господ не благослови и нека не чува и во овој ден, драги гледачи. Продолжуваме со уште една песна. Патник сум јас во земја созна, на скитање се ближи крај, каде што нема смрт ниту болка, брзам кон тој прекрасен град. Тој сјаен дом, кај Бог ме чека, улиците
vo svetот mračen, životot moj makijevo, zato сега sokopneš čeka, da dojde sjaj toj ljubav. Toj sjajen dom, kaj Bog me čeka, ulici te od zlato se i ostavam, ja svoj te volim, da vidam dom i tatko moj, da vidam dom i tatko moj. Повторно сме назад во нашата емисија, почитувани гледачи. Следува рубрика Здрава храна или здрави рецепти. И ово утро ќе споделам еден рецепт кој верувам ќе ви се допадне. Може да го запишете или да го запамтите и да го направите и вие самите да го пробате. Макарони со зеленчук и козјо сирење. Верувам дека обожавате макарони да јадете, овај со зеленчук и козјо здраво сирење. Еве што е потребно за да приготвите еден ваков ручек. Сварете ги макароните според упаството на пакувањето. Исцедите ги од вишокот течности. Освен макароните треба да имате и блитва. Мислам дека на зелените пазари може да се најде се уште блитва. Блитвата исчистете ја, измите ја убаво и ставите ја 1 до 2 минути да се бланшира во вода што врие. Значи да омекне 1 до 2 минути, не многу вриење, 1 до 2 минути во вода која врие, ставите ги и извадете ги. Исцедете ја ситно и сецкајте ја. Печените пиперки излупете ги ситно и сецкајте ги, издробете ги и со сирењето. Значи издробете го и сирењето и печените пиперки. Значи за ова ви се потребни макарони, потоа рековме блитва, пиперки ќе ги испечете и козјо сирење. Во еден подлобок сад изматете ги јајцата. Потребни ви се јајца и млеко. А потоа додадете ги сирењето и зеленчукот и убаво измешајте го. Огноотпорен сад премачкајте го со масло, ставите ги макароните и на крај и смесата со зеленчукот и јајцата. Сето тоа измешајте го. Одзгора ставете малку масло и повторно измешајте. Ставите го сето тоа тој огнено отпорен сад, значи тепсија, ставите го во рерна да се пече на 180 степени Целзиусови, околу 25 до 30 минути. Верувам дека овој предлог за денеска ќе ви биде добар, испробајте го и може да не напишете во утрешната емисија како ви се допадна. Значи, макарони со зеленчук и козјо сирење. Кои беа потребни состојките? 400 грама макарони, 170 грама блитва, 5 јајца, 160 грама печени пиперки, 350 грама козјо сирење, 150 мл млеко, маслиново масло и сол. И посакувам пријатен ручек. Продолжуваме со уште една песна.
Odseglaš беше misterija za mene, kako srca dve ke se spojat i ljubavta traje večno. Na sebe te pronedov i verovat, čuda se slučuvat i v Bog ja zverovat. Si od svega si te prašanja i ne sum bil vaka toliko siguren nikogaš. O Gospodi moj, neka si večer, zašto misliš na mene? Bog te sozade tebe, zašto misliš na mene? To je ostvari se koji moj san. Koga Bog te sozade, to je sigurno mislel na mene. Ja svetuvam ti kada i da si, so cijelo moje srce gdje god gledam plato tvoj. U ovaj moment ja ti vetuvam, večno ke sam tvoja jaz i večno ke te sakam znaj. Si od svega svite prašanja i ne sumnjava kad toliko siguren nikogaš. O Gospodi naš, neka si večer, zašto misliš na mene? Bog te sozade tebe, zašto misliš na mene? To je ostvari se koji naš son. Koga Bog te sozade, da sigurno misle na mene. To je sozade mesečina ta, to je go sozade i sunce to, da se spoja zajedno. Ede bez rutije da me vida, i zato znam ova je visina. Ja za tebe, ti za mene, moje sve devet, da sebe voli god. O Gospodi naš, neka si večer, zašto misliš na mene? Bog te sozade tebe, zašto misliš na mene? To je go ostvari se koji naš son. Je slušna se koja moja molitva, da te znaš se za nas. Koga Bog te sozade, Koga Bog te sozade, to je sigurno. ti si ljubav moja. Koga Bog te sozade, to je sigurno misle na mene. Sledova rubrikата Изчезнати градови и цивилизации. Денеска ќе зборуваме, почитувани гледачи, за Ерихон, најстариот град. По што ви е познат Ерихон? Ако малце подразмислите, вие кои сте читале Библијата, ќе се сетите за еден Божи човек. Всушност, тоа бил човек по занимање цареник. И ние знаеме што се случило во неговиот роден град. Кога дошол Исус, тој посакал да го види. Ај за тоа малце подосна најпрви да кажеме неколку информации за самиот град Ерихон.
Познати археолози го истражувале овој библиски град со богата историја и во голема мера го осветлиле неговиот древен живот. Името Ерихон се чини дека потекнува од еврејскиот збор Ерихо, што би можело да значи месечев град, а постои и веројатност дека е поврзан и со семитскиот збор Јариху, богот на месечината. Па затоа е можно да се изведат и други две значења: градот на богот на месечината или место со пријатен мирис. Ерихон со векови бил важен и убав град во Јорданската долина, па во Библијата е наречен и град на палмините дрвја. Тоа е цитат од книгата на Судиите, 1 глава, 16 стих. Археолошките искупувања покажале дека стариот Ерихон, археолошкиот локалитет познат како Тел ел Султан, е најнискиот, се наоѓа околу 258 метри под надморската височина и најстариот град на светот затоа што бил постојано населен илјадници години. Сметаат археолозите, градот се ширел околу потокот кој никогаш не пресушил лете. Ајн се Султан на оддалеченост околу 30 км североисточно од Ерусалим и околу 10 км северно од Мртвото море. Старозаветниот Ерихон денес е идентификуван со името на археолошкиот локалитет Тел ес Султан. Библискиот извештај за тоа како израелците го зазеле Ерихон кога влегувале во Ханан, запишано е во 6 глава од библиската книга Исус Навин. Новозаветниот Ерихон денес се обележува како археолошки локалитет Тулул Абул ел Алијак. Основачот на новозаветниот Ерихон бил Ирод Велики. Тој токму поради пријатната клима во Ерихон ја изградил својата зимска резиденција, целата од делкан камен, со велелепен парк околу палатата и со голем број капалишта, бањи, тврдини, градини и така натаму. Според извештајот на Јосип Флавије, палатата, заедно со другите згради, изгорела за време на Иродовата смрт. Подоцна целиот град го обновил Иродовиот син Архелај. Интересни податоци, почитувани пријатели. Мимо Библијата, археолозите потврдуваат дека Ерихон постоел. Библијата јасно и гласно го споменува Ерихон со многу важни детали и настани. Но денеска противниците на Библијата, на Светото писмо, кои не веруваат во тие извештаи, може да се уверат и преку археолошките искупувања кои се направени. Захеј, познатиот човек и граѓани на град Ерихон, според Лука 19 глава. Писателите на Евангелието според Матеј, Марко и Лука често ја спомнуваат Исусовата служба во овој град на патот кон Ерусалим. Археолошките искупувања на ова место кои се вбројуваат меѓу најинтересните во светот ги изведувале познати светски реномирани археолози, како што се Ернест Селин, Карл Вацингер, Чарлс Ворен, Џон Гарстанг и многу други. Дошле до значајни резултати кои ги објавиле во своите извештаи за искупувањата во Ерихон. Сите тие извршиле извонредна и мощна значајна работа и откриле бројни градежни слоеви. Ако човек го наблюдува денешниот Ерихон, од ридот на кој се издигнувал некогашниот, како што имаше можност тоа да го стори писателот на овие редови, тогаш не можете да се ослободите од впечатокот дека градот во старо време имал правилен назив град на палмите. И затоа и денеска, таму кај што бил некогашниот Ерихон, има многу палми. Овој писател на оваа книга, Драго Обрадовиќ, е очевидец, тој бил таму и тој тоа го преточил токму во оваа книга, што јас вадам извадоци за вас, почитувани гледачи, и ви ги пренесувам. Тој книгата Исчезнати градови и цивилизации. И еве, сосема на крај, уште неколку реченици. Резултатите од археолошките откритија се мощни и интересни, бидејќи фрлаат дополнителна светлина врз богатата историја на овој град, кој бил мощно значаен и во старозаветните и во новозаветните времиња. Наистина,
Богати сме со многу докази за она што Библијата го кажува. Денеска археологијата, почитувани гледачи, го потврдува. Сите вие кои сакате да имате Библија, пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ве доставиме до вашата адреса дома, до вашето место на живење преку пошта или преку нашите соработници. Еве полека дојдовме до крајот на ова наше денешно утринско дружење, почитувани гледачи во ова утринска програма на Гласот на надежта. Споделете ја ова информација, односно споделите го видеото кое ќе го имате на Facebook и на нашиот YouTube канал со вашите роднини, со вашите пријатели и можат било во кое време да ја проследат ова наша емисија, односно да ја гледат. Ви посакувам убав ден, благословен ден и се гледаме и закажувам нова средба утре наутро во 8 часот и 30 минути, а до тогаш довидување. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежта. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежта. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.